Бидете навремено информирани со Метео Велес. Метео Велес 7 јануари 2022 година. Божични празници, нека е за многу години. Ајде накратко да два-три збора да кажам за временската состојба во текот на наредните денови. Полека времето ќе се менува, ќе има и врнежи локални од снег на високите места, можно е снежната височина да се симне и на пониските места, некаде до 500-600 метри, меѓутоа сепак повеќе врнежи би имало на повисоките места, значи тоа ќе се случува во текот на ноќните часови, петок према сабота во текот на утринските часови. Врнежи гледаме дека ќе има нешто на истокот, потоа на североистокот повеќе снежни врнежи на повисоките места, на Шар планина, потоа Скопска, Црна Гора, Јужно-Скопскиот регион кај Китка, потоа Галичица. Ова е значи за сабота. Ќе има и освежување, значи температурите ќе опаднат, нема да бидат како што биле, но сепак се уште нема да биде многу ладно. Потоа одиме, значи недела, во недела ќе има повеќе снежни врнежи на некои места во западниот дел од државата, североистокот, нешто е можно и околу Кожув, јужно-Кавадаречкиот регион, повеќе сина боја би имало и во Кумановско-Скопскиот регион, северно од Велешкиот регион над езерото Младост, Велешко езеро према Зеленикова, Драчево се очекуваат и можни се и крмотевице таму и појава на локално невреме. Но тоа ќе биде кратко, сепак е можно, нагласувам. Нестабилно ќе биде и во јужните делови од Македонија, југоистокот, Битолско, Пелагониско, потоа е можно и во источниот регион, југоисточниот регион, Скопска, Црногора, изразено нестабилно време ќе има таму. Ќе има појава на умерен до засилен силен ветер. Повеќе дожд се очекува некаде кај понеделник и вторник. Гледаме доста сина боја, повеќе снежни врнежи и зелена боја, некаде ќе има и жолто, дури и кафено, портокалова боја. Гледаме каде, тоа значи дека таму ќе има повеќе изразени врнежи. Понекаде врнежите може да бидат и кратки и поројни. Снегот може да се спушти на некоја пониска височина, температурите понеделник постепено ќе опаѓаат, негативните ќе и бидат некаде околу -1, -2 на некои места во држава. И преку ден температурите ќе опаднат. Значи тоа се врнежи некаде до кај понеделник, вторник. Ете такво ќе биде времето, значи до кај понеделник, вторник и нешто среда, меѓутоа од кај среда веќе па натаму можете видите убаво од десната страна на екранот доста изразено ниски температури од кај средината на неделата, поточно од кај четврток, петок, сабота, таму следната недела, значи ќе има доста ниски температури. Во виолетова боја тоа значи дека на високите места ќе биде можеби температурите по 20 ќе паднат. До помараделието температурите би се спуштиле некаде утринските до кај -6, 7, 8, 9, а може некаде и -10 степени. Штипско, Скопско, Велешкиот регион -8 степени би се спуштиле температурите, па и 9 степени. Тоа се очекува значи некаде таму кај четврток, петок, сабота. Ниски температури, умерен до засилен, некаде и силен ветер од северен променив правец се очекува некаде кај средината на следната недела, а можно е и во текот на првите два дена. Можно е значи од понеделник, меѓутоа поизразени би биле некаде околу вторник, среда. Таму ветерот би бил поизразен долж поврдарието. Значи се очекува студен период. Се уште нема да биде и утре, па и други ден, меѓутоа веќе од кај понеделник натаму ќе има студен период. Прво ќе биде влажен период со врнежи, од дожд на некои места врнежите некој може да биде долготрени,
Ке има и локално врнежен снег, снежната височина понекаде можно е да се спушти и под 800-600 метри. Повеќе дожд се очекува во понеделник и нешто вторник. Уште еднаш ке нагласам, ниски температури, утрински и ноќни, кочан, студени, некаде ќе биде од средината на следната недела. Може се некои промени на времето, подобро да не е, да има промашување на температурите, да не биде толку ладно, меѓутоа тоа е тоа. Зимо, тоа е. Ете толку од Метеоварес за временската состојба во текот на следните денови, некаде до кај крајот на следната недела. Метео, Велес.